24. октомври, денот на Обединетите нации, токму во средното училиште Свети Наум Охридски, овде, благодарение на директорката Дивна Видинич, која ни овозможи да бидеме заедно и да го одбележиме овој навистина голем ден, 73 години од формирањето на Обединетите нации. Во 1985 година јас за Обединетите нации испратив 160 слики, тогаш беа 160 членки со следнава порака. Цвеќето во човекот не го сака ветерот на војната. Јас не измислувам нови цветови, туку ги пресликувам цветовите во луѓето што ги сакаат мирот и слободата. Ова беше на македонски и на англиски јазик, напишано на позадината на секоја од моите 160 цветиња на мирот. И од тогаш моите цветиња се викаат цветиња на мирот, а во 1990 година имав изложба во Њу Јорк во Обединетите нации по повод 45 години од Обединетите нации, каде изложив 45 цветиња на мирот. И паралелно секоја година на некој начин го одбележуваме тој празник, тој голем празник, каде што сметаме дека Обединетите нации, односно секоја членка на Обединетите нации се залага за мир. И токму мирот е потребен за сите млади генерации, а и за нас возрастните, зашто без мир нема ништо. И често пати мојата порака е на светот му се потребни мир, храна, солидарност, љубов. И токму затоа да тргнеме сите по таа цветна патека на мирот, која изодуваме од обединувањето на сите држави во Обединетите нации, па до денес и да продолжиме уште многу години. Сега би сакал директорка неколку збора да каже како овој настан што го организираме овде и што меѓу овие дечиња, меѓу овие ученици, ја испраќаме пораката до сите во светот. Значи, како и секогаш, големиот хуманист Живко Поповски Цветин испраќа порака за мир во светот, а денес, на денот на Обединетите нации, имаме работилница во која што исто така повторно, како и секогаш, испрати порака дека сите треба да бидеме заедно на патот, на цветниот пат на мирот. Неговата хуманост и добронамерност почнува овде и завршува секаде на светот. Тој досега има подарено илјадници цвеќиња на мирот и веруваме дека тој пат ќе го продолжи се до крајот на животот. И ние сме му благодарни како училиште, а се надеваме дека оваа негова порака и наша заедничка порака и дека ќе стигне до сите оние кои што треба да не го овозможат мирот на сите луѓе на светот. Во оваа прилика би сакал да кажам и тоа дека од страна на училиштево Свети Наум Охридски до генералниот секретар на Обединетите нации ќе испратиме една од овие создадени слики, овде што пред вас, пред вашите очи, што се вели, ги создаваме овие цветиња на мирот, како една цветна патека која продолжува и натамо да се шири низ целиот свет. Ова ќе биде таа порака за мир до Обединетите нации. Еве, директорке, јас ја предавам вам и да ја испратиме во Њу Јорк. Точно кај тие за кои е наменета.